Окей. Почна. Кинески, Добре. Имаше, само да ви кажам една сторија, иако нели ова е, после овие сите говори, што ги дадовте сите, јас се велам, па што да додадам на себе ова, бидејќи навистина прекрасни зборови, испреплетени со љубов, со радост, со мир, со праведност, со љубов, со благодат, најповеќе од се, и навистина некојаш е тешко дури како да проложи човек, и најверојатно ќе гледам да не зборам премногу. Океј, може да се договориме, нема да зборам премногу, за да може да, нели, концентрацијата да издржи. Али само да ви кажам оваа сторија, имаше еден човек, еден пријател, и седиме на маса, ова е пред можеби неколку месеци, и одеднаш, и тој ми вели, ајде благословиме. Овој човек секогаш има тој начин, секогаш кога седам со него, како да кажам, дури е нападен, затоа што е нападен, значи дури е, да не речам досаден, ама нападен, и не ме остава. И вели, ајде сега, пред да одам ја да ме благословиш. И тоа може би е некоја форма на некој, може би ќе кажа, ама тоа е некоја излитена, стара, традиционална форма, ама но не е. Но не е, бидејќи истиот тој човек дошол спремен да прими нешто, или дошол подготвен да биде благословен. Ние често го користиме зборот те благословувам или биди благословен, но често, затоа што употребата е толку голема или толку често го потребуваме, наистина него не мислиме тоа. Ја по мене знам, некојаш ќе пишувам имейл на секоја порака ќе кажам благослов. И сега ја тоа го пишувам, можеби, како да кажам, како наместо Зоран благослов, или како наместо поздрав благослов, али колку е добро за да живееме на таков начин, да очекуваме дека нешто ќе примеме. И овој човек постојано и секогаш очекува. И како што зборевме, ја велам, видите што му реков, велам, таму каде што ќе одиш, велам, многу брзо да научиш француски. Значи, од сите јазици, викам, да научиш француски. И тој вели, Зоран, јас токму ќе одам баш таму, во тој дел на Швајцарија, каде е француски дел. И верувајте дека ми се јави после 2 недели. Вери, ја не знам што е со мене, но тоа францускиот толку лесно ми оди, толку лесно го учам. И тоа не е до таа интелигенција. Да, можеш да бидеш интелигентен, но јас верувам дека кога човек навистина е спремен да прими, кога е подготвен да прими нешто од некого, а поготово кога бараш благослов, ја верувам дека тоа мора да биде. И дека тоа е Божиот начин како ние растеме и како ние ја доживуваме таа Божја волја или Божја судбина или Божи правец во нашите животи. Така да, следниот пат, кога ќе кажете, кога ќе се подготвите на некој човек да го благословите, верувате дека тоа има сила. Или пак, ако доаѓате на некое место, каде што сакате да примите благослов, а јас верувам дека причината зошто ние посетуваме или пак одиме во црква е од 2 причини, или да кажам 2 нешта, каде што одиме да примиме, но истовремено одатаму затоа што сакаме да дадеме нешто. И знаете што е интересно, многу често зборувам за не знам, за давање, можеби за дарежливост, и знам дека таа е многу чувствителна тема, премногу чувствителна, поготово во овие терени, во овие места, каде што да зборуваш ти, да му кажеш што некој ти треба да дадеш, па тоа е подобро, нели, подобро да си го удрил, отколку да му кажеш такво нешто. Така мене прво вика, подобро удри го човекот, отколку да му кажеш такво нешто. Ти не можеш да му кажеш на човек да биде дарежлив или да биде дарител. Јас на мене некој ми кажуваше, вели, кој си ти на муслиманите да им проповедаш? Знаете, со таков начин, демек, не можеш ти да им проповедаш на нив. Кој тебе ти дал таков авторитет? Ја велам, Исус. Исус ни го даде тој авторитет. Се сеќавате на Јован Крстителот? Кога праша, од каде ти е тебе авторитетот? Кој тебе ти дал ова да го правиш? Така да, ја верувам дека ние доаѓаме во заедништвото или пак во црквата, како нешто кој што веруваме дека е живо, дека е вистинито, доаѓаме со цел, јас верувам дека треба, кога се подготвуваме, сакаме да дојдеме со цел да дадеме, а интересно е што па Светиот Дух токму ќе те пресретне во твоите намери и ќе ти даде нешто меѓувреме. А тоа што ти не можеш да го превариш, не можеш да го излажиш, не можеш да го измамиш нашиот Господ. Не можеш. Затоа што јас тоа сум го искусил илјадници пати. Јас сум бил спремен и
подготвен да дадам нешто, мислејќи сега јас ќе бидам тој дарителот. Само за да од истата таа ситуација каде што јас сум отишол како да бидам победник, да дадам, всушност сум примил многу повеќе од таа ситуација него со намерата колку ќе јас ќе дадам. Дали го разбираме овој дел? Така да, јас верувам дека намерата или подготовката за тебе да дојдеш кај некој пријател или пак да идеш на служба или пак да идеш да послужиш на некој, јас верувам дека таа секогаш ќе биде пресретната за да примиш нешто. И затоа за нас е многу важно да одиме подготвени да дадеме нешто. Да, ние сме секогаш спремни и да примиме, бидејќи знаеме дека има простор во нас каде што можеме да примаме. Со други зборови, можеме да научиме, можеме да пораснеме во нештата. Јас верувам дека овие две мора да идат заедно, тие се преплетени, давањето и примањето. Тоа не може никогаш да се случи само едното. Значи, тоа не е моје ветување, тоа не е некоја 21 век ветување, тоа е ветување на нашиот Господ Исус, кој што вели не може некој кој што оставил, кој што дал, кој што се пожртвувал, а да остане неблагословен од него. Не може. Самиот Исус вели тоа е невозможно. Така да, тоа е нешто што ние сме го искусувале и го знаеме. Така да, секогаш бидете спремни да благословите некого и секогаш бидете спремни да примите нешто. Затоа што нашиот Господ е таков дарежлив. И секогаш така да даде нешто. Да, можеби нема да бидат парички во джебот, но можеби ќе биде сила, можеби ќе биде енергија, можеби ќе биде здравје, можеби ќе биде импресија, можеби ќе биде промена на умот, можеби ќе биде нова страница од денеска во твојот живот. Јас можам да ви кажам илјадници примери каде што звучело надмено, звучело арогантно, звучело кој си ти да го кажеш тоа, но сум имал можност да им кажам на луѓе од денеска, всушност од овој момент, заради моето присуство, твојот живот се свртува. Твојот живот веќе нема да биде истиот. И знаете, луѓето се смешкаат како под бркои, нели, кога викаме ние, добро сега, ти не знаеш како ми на мене. Само за да следниот ден ми се јават и се извинуваат и да кажат, извини што се сомневав во твоите зборови, рече, од вчера мојот живот е сменет. Мојот живот е сменет во различни ситуации, дали тоа биле душевни болки, дали тоа биле ментални болки, дали тоа биле телесни болки, дали тоа биле финансиски болки, независно како. Јас верувам дека спремноста да се прими е всушност спремноста на победата. Знаете, мнозина сакаат промена и победа. Мнозина, сите ние сакаме да имаме нешто повеќе од тоа што го имаме, но начинот е да бидеш спремен, подготвен да примиш. Секогаш, постојано. И денес ќе зборувам малку, уште колку минути имам, Андре? Уште 15 минути. Еве, сам си додадов ја. Колку е добро да човек да може да држи микрофон. Можеш да кажеш, можеш да си контролираш што сакаш. Као Данинско е ова. 5? Уште 5. Но, видите, сакам да кажам за нешто кај што јас верувам дека сме го слушале, сме го размислувале и верувам дека секој еден во оваа просторија го поседува. Ја верувам дека секој еден го поседува. Можеби во различни мерки, но секој еден го поседува. Всушност, моето убедување, ја не знам ова дали сите од нас ќе се сложите, или ќе се сложиме со ова, но некако тоа е моето уверување и врз основа на тоа јас можам да верувам дека секој еден човек, видите, секој еден човек може да биде спасен. Или пак да го, ајде кажем вака, секој еден човек може да го искуси спасението додека е жив на земјата. Сега, што е таа субстанца? Што е тој момент што мене ми дозволува да јас сум толку смел во моето размислување, да кого и да сретнам, кого и да запознам и најлошиот човек, ако лошотијата, или подобро кажам, лошотијата има различни димензии, различни форми во нашите животи. Можеби за некој најлош човек ќе биде некој лицемер, некој што лаже, некој што краде, некој што е можеби металец, некој порано за нас металците сите мислеа дека сме најлошите луѓе. И всушност пола од нас се спасија и повеќе, така да више не сме лоши. Значи имало промена. Сакам да кажам, што мене ми дава таа сигурност? Знаете што ми дава сигурноста? Знаејќи дека Бог во својата
мудрост и во својата волја и во своите намери во секој еден човек, слушайте добро, во секој еден човек, независно како ти го перцепираш тој човек, независно во моментов на што ти личи тој човек, како се однесува и што се прави. Бог во својата мудрост поставил една мерка, таа е мала мерка, но сепак е мерка на вера. Во секој едно битие постои таа мерка која што го придвижува и го движи да се справува со животот. Значи, видите, неверник, верник, како сакате кажете, било кој човек има една мерка на вера. Таа не е мерка за спасение, него таа е мерка за постоење, за живење. Секој еден човек има таа мерка. Јас тоа го знам, јас сум уверен дека тоа е така. Зошто? Затоа што не постои начин како ти да поверуваш во Исус, освен ако не постои во тебе некоја си мала мерка на вера, која што те придвижува постојано. И знаете што верувам, како таа или зошто таа или каде таа мерка те придвижува? Секогаш те придвижува кон Христос. Секогаш. И ако им се даде поголема шанса, и ако му дадеш поголема шанса на човекот, тој таа вера ќе го привлече кон Христос. И кога човекот ќе слушне дека Исус беше испратен на крстот за да умре за нашите гревови. Овој стих ми е толку ми стои секогаш пред мене. Ова е Римјани 4 глава 25 стих, што вели дека Исус беше испратен на крстот да умре за нашите гревови. Толку јасно. Зашто умира Исус? За нашите гревови. Точка. Всушност таму стои запирка. Исус беше испратен на крстот да умре за нашите гревови. Запирка. И потоа воскресна, тоа е вториот дел, воскресна за наше оправдување. И кога размислувам за секој еден човек, и кога му го проповедам овие зборови, бидејќи не се мои, бидејќи не се од мене измислени, тие се инспирирани или дадена инспирација од Светиот Дух, написателот на Римјаните, што е Павле, и кога ги проповедаш овие, кога ги кажуваш овие зборови, нешто се случува околу тебе, во тебе, преку тебе, до таа личност што изборуваш, и овие зборови ја допираат таа мала мерка на вера, ја оживуваат и човекот вели, верувам во Исус. Јас сега поверувам во Исус. Дали овој дел ви изгледа можен, или ви изгледа нешто како близко до вистината? Јас заради ова можам и имам смелост на секој да му проповедам, или да му зборувам, или да му... Иначе би рекол, не бе, овие ниде нема вера, овие се сите неверници. Никој не може да се спаси. Ако така размислувавме дека никој не може да се спаси, тогаш зошто ние проповедаме овдека? Но бидејќи верувам и знам дека во секое човечко срце, во секој еден човек, независно каде живе, Бог во својата љубов, во својата спремност, поставил мала мерка на вера, која што ги движи луѓето и која што ги потикнува да бараат нешто, да го бараат. И кога ти, како носител на верата, како носител на благодата и најповеќе од се носител, во тебе живее живиот, во тебе живее Христос, кога ти доаѓаш до тој човек и кога ти проповедаш, нешто се случува со твоите зборови, нешто придвижува. Ти може нема да чувствуваш ништо, може би нема да има некои фамфари или труби, но нешто се случува со тој човек и само за да тој човек после 5-10 минути или може би еден час ќе каже, сакам да верувам во Исус. Сакам да го верувам тоа што ти го веруваш. Ја не знам дали ова ваше лично искуство, али јас сум го искусил често или многу пати ова, каде што луѓето, каде што викаат, сакам да го имам тоа ти што го имаш. Така да, постои тој момент каде што јас и ти мораме да се сложуваме со Божјите стандарди, со Божјите принципи, со она што Бог го спремил, а не што она што ние мислиме. Ние мислиме, тој човек никогаш нема да се спаси. Тој човек, или тие луѓе, тие никогаш нема да го запознаат Исус, или да го живеат животот на спасението или Божјото царство. И ако така размислуваш, така најверојатно и ќе биде. Зошто е тоа така? Бидејќи најверојатно ти тогаш го спречуваш тоа течение
Или тоа предвижување да тие луѓе дојдат во допир со вистината, да дојдат во допир со реалноста на тоа што ти го носиш, а тоа е самиот Господ Исус, или подобро кажам, самиот Господ Исус тебе те носи до кај нив. Може би е премногу брзо, може би е премногу и може би не имам доволно зборови. Океј, така да ќе го изразам тоа. Некој каже, како Зоран, ти немаш доволно зборови, ти имаш илјадници зборови. Но некогаш имаме илјадници зборови за работите што ги знаеме, или подобро кажам, што сме ги искусиле, но кога ќе се сретнете со нешто ново, кога ќе доживеете нешто ново, зборовите се малку, или не се доволни да го опишат тоа што сте го искусиле. И не можам да објаснам се, нели можам да објаснам се, али имав едно такво силно искуство, каде што претходно го немам искусено. Најверојатно последниве 3 месеци и во склоп со тие 20 и нешто години, а прв пат доживева и имав такво доживување, таков допир со верата како никогаш претходно. Океј, само толку можам да го опишам тој дел. Значи, јас сум имал искуства каде што сум ја гледал верата, каде што сум гледал како изгледа и сум ја гледал и оддалеку и сум ја доживувал, но ова беше нешто чудесно. Нешто што никогаш претходно го немам замислено или па го немам вкусено. И јас не верувам дека тоа е нешто само за мене. Ја не верувам дека таа мерка на вера е само за мене. Ја верувам дека таа ќе почне да се, како да кажем, да се развива на еден подруг начин, или подруг кажем за повеќе луѓе, така да имајте трпение, али ја верувам дека тоа ќе биде нешто што повеќемина од нас ќе го искусуваме. Не дека ние не треба да искусуваме и благодат, и љубов, и надеж, но има нешто со верата. Има нешто за што Светиот Дух ми зборува последниве барем 2 години за верата. И дека таа е навистина двигателот и основата во која што ти ги правиш нештата. Да, ние љубиме и ние знаеме дека преку љубовта ги се изразуваме. Ние знаеме дека преку надежта ги гледаме нештата. Затоа што надежта е всушност финалната или крајната слика која што ние гледаме за тој човек и се движиме преку вера кон таа слика, кон тоа исполнување. Да, ние сакаме да бидеме смели и храбри и тоа е дел од нашиот начин на действување, но постои нешто со таа вера. Постои нешто во верата кое што само ти го искусуваш и само ти можеш да го доживееш на таков начин што ќе те направи да бидеш невообичаен човек за твоето време. Ја верувам дека верата е таа што те прави да бидеш невообичаена личност, да сите околу тебе, а и после тебе, ќе имаат збори, кажат, тој човек или таа жена има вера. Правеа, се што правеа, го правеа преку верата. И може би само 2-3 стиха, ајде, ќе пробам 2-3, за да ги објаснуваме. Еден што, да кажем, денеска го размислував е, отвори во 1 Коринтијани. Идеме во 1 Коринтијани и ја верувам дека ова е добро да го слушнеме сите. 1 Коринтијани, одиме во 16 глава. Значи, ова е писмо на Павле кој го пишува кон црквата, го пишува до црквата во Коринт. Значи, Павле иде во Коринт на неговото мисионско патување, проповеда во Коринт, замислете, иде прв пат во тој град. Значи, видите, замислете се овака. Не знам кој град да го одбереме. Негде далеко или близко. Например, јас отидов во сите континенти, ги посетив и Австралија, и Кина, тоест Јужна Кореја и секаде, а се уште немав отидено во Битола. Значи, ја у Битола прв пат отидов пред 3-4 години. Значи, цел свет го поминав, ама Битола не бев. И Битола некао секаш ми беше далеко. И сега замислете еден град во кој што никогаш не сте биле. Океј, сега да не спомнам градови, например, не знам, Сиднеј. Добро, ти си бил у Сиднеј. Или Мелбурн, например, негде. Или, например, Кратово. Еве. Или Пехчево. Кој овдека од вас не бил во Пехчево? 1, 2, 3, 10. Океј, 15. И замислете, идете во град каде што никогаш претходно не сте биле. Некој ви каже, ајде идеме во Пехчево. Океј. Кај е тоа Пехчево? Ја прво кажа, што е тоа Пехчево? Некоја играчка, што е тоа Пехчево?
Дури кога поминував, кога идев према Беров или не знам кај беше таму, ми каже, па ова е пекче, па тоа 3 куќи таму, 4, 5 таму, колку се. Да не знам дали имате автобуска станица, не знам, појма немам. Али најверојатно има, да. И се замислете, идете прв пат во таму во Пекчево. И почнувате да проповедате. Кај проповедате? Па не знам, со некој човек некаде го среќавате, здраво, добар ден, што правите, времето, нешто, нели, тие муабетите се времето, земјата, тоа што. И му викате, и тој вика, добро, шо бараш ти тука? Или што, од кај си ти? Па јас сум од таму, од Скопје. Шо барате вие тука? Па како ти кажем, се нели се потиш, срам тие, не знам, како да кажеш се? Па знаеш што, еве, ја дојдов тука нешто. Што имаш роднини? Не, немам роднини. А што имаш пријатели? Не, немам. А што и нешто ресторан има? Па нема ресторани. Па што бараш ти тука? Па не знам, дојдов да, ајде бе кажи, па дојдов да проповедам. И што ќе проповедаш? Па не, и знаеш, се туфкаш се, како да му кажеш на човекот, и му кажеш нешто, Господ Исус е жив, Господ Исус умре на крстот, воскресна се, оправда тебе, во него има спасение, има наново раѓање, и му, нели, збориш, и човеков те слуша, те гледа и вика, и шубо збориш ти, имаш ти некој факултет завршено? Не, така ја, ме научи, а кај те научи од црква, у која црква? И почнеш да објаснуваш. И, нели, почнеш муабетот и човекот вика, сакам да верувам во Исус, ти што ми го кажеш. Стварно. Да, многу убаво ми раскаже и кога додека ми збореше, нешто се случуваше во мене. И овој човекот вика, сакам да го прифатам, се спасувам. Истиот тој човек иде во тие 5-6 куќи, 10 куќи, им зборува, сите се спасуваат. Ти се враќаш назад и после некој време пишуваш писмо. Да им објасниш како треба да делуваат, така тоа го направи Павле. Павле им пишува на црквата во Коринт. И им пишува 16 глави, 15 глави, поделени, значи едно големо писмо. Затоа што ги сака луѓето, затоа што се негови, затоа што отишол таму, проповедал прв пат во животот, проповедал, луѓе се спасуваат. И има црква, има луѓе волку вака собрани, може би повеќе. И он им пишува писмо. И ова 16 глава им зборува се, не сакам сите да ги Македонија, па мора Македонија да има. Објаснува дека планира да дојде кај нив, дека сака да ги посети, има голема желба да дојде до кај нив и им зборува многу работи. Сега идеме, ние всушност идеме 13 стих и вели, им зборува дека Тимотеј е со него и другите се со него, или вика, и сега им објаснува многу нешта, нели претходно, знаете, прва Коринтијани се многу силни заповеди, многу силни упатства. И видите што пишува на крајот на своето писмо. А тоа што, нели, 15 глави им објаснува многу длабоки работи. И при крајот на неговото писмо вели вака: а вие бдеите, 13 стих, бдеите, всушност овдека зборот што се користи е бидете разбудени, немој да заспивате. Нели, бдеите, ќе кажеш, звучи како да некој умрел, па сега ти чекаш да дојде сабајлето. Не е тоа бдење. Него, вели, бидете на готов, бидете на штрек. И потоа вели, и од кој ќе бидете на штрек, кој ќе бидете разбудени, вели, стоите цврсто во верата. И за мене овој стих е многу силен стих. Ја не знам како некој мене ќе ми објасни, каже, ама Зоран, ама ти не знаеш како ми е на мене, ба ти не знаеш ни што све поминувам, па ти не знаеш што све прошло. Најверојатно пред 2000 години во Коринт сигурно имало некој сличен на тебе и на мене. Сличен. Може би не се облекувале како нас, ама сигурно имале некоја ситуација, состојба, каде што сигурно вика, ама како тоа, ама како ова, ама како со овие работи, што ќе се случи, како ќе биде понатаму. Сигурно имало такви луѓе. И на крајот на своето писмо Павле им пишува: бдејте, разбудени, и вели, стоите цврсто во верата. И некако од целото послание, овој стих за мене е многу силен. Некако многу ми зборува. Сето тоа е убаво. И 13 глава на Коринтијани, и 12 глава на Коринтијани, каде што ги зборува даровите. 13 глава за љубовта, 14 глава пак за даровите. 15 глава за праведноста зборува Павле. Но од сите стихови, стоите цврсто во верата е некако многу жив стих за мене денеска и за тебе денеска. И дека вели, бидете мажествени,
Сега најверојатно на жените ова нема да им се допадне овој стих, али всушност, знаете што е интересно? Бидете мажествени, бидете силни. Всушност тука, ај малку ќе одиме со малку со грчкиот. Грчкиот збор што е употребен овдека, мажествени, е всушност збор, го заборев се, го знаев, ама ми излета од главата, нешто андозомај, така нешто беше. Ќе го најдеме. Интересно е што тој стих се користи единствено само во овој дел. Значи го немате никаде во Новиот Завет. Павле го употребува само и всушност значењето на зборот бите мажествени е однесувајте се како зрели мажи или како зрели луѓе. Не се однесувате како деца. И не размислувате, него бидете разбудени, стоите цврсто во верата и однесувајте се како зрели мажи или зрели луѓе кои што секогаш се спремни да направат нешто за Господа. И всушност истиот збор мажествени е истиот збор кој што на грчки е поврзан со зборот пистис, што буквално е споен со зборот вера. Така да, овдека вели, бидете мажи или бидете луѓе на вера. И бидете силни. И потоа вели, и се што правите, правете со љубов. Интересно е што да се биде силен, за да бидеш силен христијанин, не ти треба многу знаење. Ти треба вера. Сакаш да бидеш силен, сакаш да луѓето кажат, овој е човек Божи. Оваа жена е жена според, или Божја жена. А имаме во историјата, имаме такви луѓе, каде што ги нарекуваме мажи и жени Божи, каде што знаеме дека нешто се случувало во нивните животи, што ги означило да никој не може ниту да ги заборави, ниту пак да ги избрише, и се сеќаваат луѓето на нив. Така да, всушност во Новиот Завет имате само едно место, каде што, ако некој, нели, на англиски се каже, викаат man of God, нели, значи, биди Божи човек. И всушност само во Тимотеј, Павле му вели на Тимотеј, вели, а ти Божи човеку. И потоа вели, бегај од страстите на овој свет, бегај од нив. Немој да станеш, немој да се заалчиш за нештата околу тебе. Така да, има нешто во верата, кое што ќе те направи да бидеш маж и жена Божи. И ние знам дека сите очекуваме и сакаме нешто да се случува околу нас. И верувајте дека начинот или рецептот како да го успееш да некој тебе да те примети и да те назначи и да те наслови со ова, тоа е биди разбуден, стој цврсто во верата, биди мажествен, всушност биди зрел. Всушност овдека се користи еден израз каде што Павле го користи претходно во 13 глава, во 11 стих, значи 1 Коринтини 13:11, каде што вели, кога бев дете, зборував како дете, размислував како дете и расудував како дете, но кога го оставив детинското, станав зрел маж или станав маж. Станав зрел човек. И интересно, нели сме зборували, многу често сум го кажал ова, децата првин зборуваат, потоа размислуваат што кажале, а тек на крај па викаат, ова требаше да го кажам или не требаше да го кажам. А спротивното на тоа е, ти како маж и жена Божи, првин расудуваш, наблюдуваш, потоа размислуваш што ќе кажеш и ако кажеш нешто, ќе биде малку, но ќе биде многу добро. Ќе биде интензивно и ќе биде мудро, и ќе биде паметно, и ќе биде божествено. Така да јас верувам дека ова е, ја не знам дали е ова само за мене, верувам дека е за сите. Настварно верувам дека е за сите. Затоа што, нели, секако, тоест некако, не секако, некако секој, ја би рекол вака, дека сите најверојатно, ако не праша некој сега овој момент, како се чувствуваме, нели, освен сите други емоции и чувства, ќе кажеме како да сме под притисок, како да сме под, како да кажам, многу работи се случуваат од нас кои што не ни одговараат. Може некој ќе го нарече притисок, некој ќе го нарече прогонство, некој ќе го нарече опресија, некој ќе го нарече депресија. Значи, сите чувствуваме дека не е истото како што сме го имале претходно, така?
Сите го чувствуваме тоа. Некој не може ваму, некој не може таму, некој не... Многу работи не се можат да се направат. Така, и го чувствуваме тоа како притисок. И многу е јасно, или подобро кажам, многу интересно како Јаков го опишува сето тоа. Одиме во Јаков 1 глава, каде што вели, видите, интересно е што во Новиот Завет, освен Исус, значи во Новиот Завет, освен користењето на фразата благословени се, значи Исус ова го користи во Матеј, 5 глава, каде што вели благословени се овие, благословени се миротворците, благословени се скрушените во духот, благословени се, освен Исус. Само на неколку места се писателите користат благословени се овие, многу ретко. И еве го Јаков вели, иди малце погоре, мислам дека е уште малку, мислам дека е 14-16 стих. Еве го 12. Видите, благословени, дека на македонски, овој преводов е малку чуден и вели блажене, но всушност на англиски е, на грчки е благословен е човекот кој истрајува во испитувањата, зашто откако ќе биде докажан, во што ќе биде докажан? Во верата. Затоа што целиот овој контекст на 1 глава на Јаков е верата. А иди на 3 стих, да видите зашто пишува Јаков. Сметете за вистинска радост, браќа мои, кога ќе се сретнете со разни испитувања, знаејќи дека од испитувањето на што? На вашата вера. Секогаш, или да кажам постојано, но ја верувам дека најповеќе сега го чувствуваме тој притисок на верата, врз верата. И затоа сега не е време да се откажуваме, туку е време да стоиме разбудени, трезвени, цврсти во верата и да како луѓе, како мажи, како зрели мажи и жени, да можеме да правиме подвизи во верата, како што никој претходно не ги видел. Може би во различни мерки, во различни делови во нашите животи, но не можеш да се откажуваш, не смееш да се откажуваш. И немаш опција да се откажуваш. Затоа што, видите, знаете зашто не можеш да се откажеш? Затоа што Исус не се откажува од тебе. Тоа е проблемот. Тоа е проблемот со неговата верност. Ти ќе се откажеш, ама тој не се откажува. Тука е проблематиката. Затоа е добро да што и да правиш, чувај ја цврсто верата. Биди цврст во верата. Независно како си ја доживеал, ја верувам дека Светиот Дух ќе не учи сите како да ја маневрираме и како да делуваме во таа вера. Ова добро е или не е добро? Добро е. Затоа што самиот Павле вели, ја издвојував победата, ја задржав верата. 2 Тимотеј 4:7. Ја верувам дека секогаш не е потребна, но сега го чувствуваме притисокот врз нашите животи, врз нашите нешта, и затоа верувам дека ако нешто употребуваш сега, употребувај вера. Стој цврсто во верата. Верувај. Или прво да кажам, сите тие проповеди, сите тие зборови, сите тие ветувања, сите тие пророчки увиди, сите тие откровенија кои што ние сме ги искусиле, ти си ги искусил, сега е добро време да почнеш да ги веруваш. Добро време да почнеш да ги употребуваш. И за да видиш дека оваа вера навистина функционира, навистина е силна вера и вреди да се живее и вреди да се умре за таа вера. Ја не верувам дека верата ќе да направи да умреш. Нема погрешно да ми ги споите овие, да ми римувате нешто. Но јас верувам дека живот без вера е навистина патетичен живот. Живот во кој што не ја користиш таа длабочина на животот, а длабочината на животот е верата. А тоа што друго ќе те придвижи кон Бог? Што друго ќе те придвижува кон неговата волја? Всушност, дури и писателот на евреите, пишувајќи им на евреите, кои што со илјадници години зборувале за верата, знаеле за верата, им ги опишува сите нивни херои. 11 глава, почнувајќи од 1 стих, дава дефиниција што е вера, и потоа 3, 4, 5, 6, 7 стих, и доаѓа до 6 стих. И вели, а без вера
е невозможно да му се угоди на Бог. И ако некој приоѓа, мора да верува дека Бог постои и дека ги наградува тие кои што искрено го бараат. И овој го пишува на евреите, кои што знаеле многу работи за верата, знаеле многу работи за Бог. Бог им се појавува на нив, им го праќа Мојсей лично го гледа Бог лице во лице. И на таквите луѓе писателот им пишува, а без вера. Како да они не знаеле што е вера, но им кажува, али без вера да знаете дека е невозможно да му се угоди на Бог. Така да, верата не е само збор. Верата е, како што пишува во Евреи 11 глава, 1 стих, тоа е субстанца, тоа е реалност, тоа е нешто живо внатре во тебе и не те остава мирен. Јас знам, ние по деца, кој ќе викаме мирен бе, ама ова е друга мирноќа. Ова не треба да биде мирен. Ја ви рекам, немој да бидете мирни. Ако станува збор за вера, биди немирен. Са деца како ќе осватат, али бидете немирни кога станува збор за верата. Немој да мирувате, не го употребувајте ја за било што, за било како. Дори кога не верувате, верувајте. Колку пати сум се молил за луѓе кои што едноставно знам дека ова не може да функционира. Не може да биде. И колку пати Светиот Дух ме потсетувал, ти не си повикан да веруваш, тоест да не веруваш. Ти си повикан да веруваш. И ја велам, Господи, затоа што ти го стави ова во мене. И јас верувам. Иако мојот дум не верува. Колку пати не сум верувал во мојот дум. Не верувам. Затоа што немам искусено. Но внатре во мене викам, јас верувам за тебе. Ке кажем еден пример, така ќе завршиме. Ова може сум го спомнал, али додека зборував некако бев подсетен на овој пример. Доаѓа еден човек, ова е во Холандија пред некои си 5-6 години. И доаѓа човекот, вели, Зоран, моли се за мене. Моли се за мене, кам, што да се молам за тебе? Човекот 75 години. И вели, бев во болница, ме изфрли од болницата, мојата кичма е скроз, како си ката, уништена. Значи, не постои, докторите не велат, не пипкаме ништо. Едноставно целиот тој спаен, како е спаен на македонски, како рбетот е скроз немаме што да правиме со тебе. Интересно, во тој момент мене ме боли кичмата. Ја одам, цупкам, или так ме боли, ама јас зборам, проповедам. И човеков ми дојде на мене и сакам да му кажам, човек, мене ме боли кичмата. Кај ќе се молам јас за тебе? Што бара, оди кај некој друг таму, што гледаш тој атлетичар, оди кај него моли, он ќе се моли за тебе. Но во тој момент велам, окей, ставам рака врз него и викам, во името на Исус, твојата кичма да биде исцелена. И човеков ме гледа, викам, како се чувствуваш сега? Вели, па истото. Офлеле. И велам, и се не знам што да кажам. И у тој момент гледам слика. Ја гледам неговата влезна врата. Не знам кај живее, но едноставно гледам влезна врата. Го гледам него како доаѓа и како ја фаќа, замислете ова квака, ја фаќа кваката на својата врата и како во тој момент Светиот Дух доаѓа врз него и исцелението почнува во него. И слушнете. И му го и сега, ја викам, знаеш што, не се молам втор пат, али ја ти кажам нешто. Како што ќе одиш на кај дома, кога ќе ја допреш кваката на твојата на влезната врата, ќе дојде исцелението. Знаете како ме погледна? Офлеле. Сега да каже, овој нема, сега да ме избрека, нели? И толку беше муабетот. Доаѓам следната година, во истата црква, во истото место, како што влегов од вратата, некој човек, така, нешто сличен како тебе, најверојатно, доаѓа, трча, Зоран, трча, рипна, ме гушна целиот, рипна врз мене целиот, ме гушка, ме бацува, и вика, како си Зоран? И ја го гледам вака, уште немаше ковид, значи, и ме го гледам вака, и вика, не се сеќаш на мене. Викам, у црква сум, не смеам да лажам, рече, викам, не се сеќам на тебе, не те знам, извини. И ми вика, пред година дена, и кога почна да ми кажува случката, тогаш ми текна. Викам, тогаш кога мене ме болеше кичма, а се молев за тебе. Рече, тогаш. И викам, што се случи? Вели вака, заврши службата и тој искрено си помислил во себе. Овој Зоран ме избрка. И викше, али ајде, може би нешто има, ама не верувам. Ја не верувам во тоа, ама го видов. И вели, како што одев на кај дома, доаѓам на својата
влезна врата. Се фатив за кваката, без некои си посебни емоции, чувства, и само почнав да слушам крк, 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 крк. И тогаш сфатив дека нов рбет се формираше во мене. Човекот беше 100% не исцелен, него креативно чудо му се случи. Вели, отидов на лекар, нов рбет му се појавил овдека. Стариот изваден, новиот потполно исцелен. И почна вика, сега можам се да правам, почна слекови да препочна да трча, да рипа, викам, полека човек, мене ме боли кичмата од тебе. И во моменти кога ја и ти во нашиот ум не можеме да прифатиме да веруваме, верувај со верата која што е во тебе. И моли се за луѓе, изборувај им на луѓе и верувај за нивно исцеление, за просперитет, за промена, за секакви работи. Верувај, затоа што е ставено во тебе. И наша задача е да веруваме. Така да ја ве благословувам и се благословувам сами од себе си да бидеме мажи и жени на верата. Да можеме што и да правиме, да каков и да дојде рапорт кон нас или известување, да кажеме, ја не се сложувам со ова. Се сложувам со тоа што е во мене. Се сложувам со верата на Исус. И јас ќе го зборувам тоа, и ќе го прокламирам тоа, и ќе го верувам тоа. Ја верувам како што растеме, како што созреваме, дека многу полесно ќе ни биде да веруваме, отколку да не веруваме. Многу полесно. Јас знам дека мнозина мислат дека срцето им е тука некаде вака, нели, или тука вака. Не ова што тропа срце, него вистинското срце, тоа битието. Не кардиото. Тоа е всушност на грчки дели кардио збор за срце, ама никогаш не се означува ова што тропа, него внатрешноста на човекот, центарот на човекот. Сега, ја не знам кај мислиш дека ти е верата. Нели, ако тука ти е срцето, најверојатно треба да знаеш дека во твоето срце се наоѓа верата. Таму се наоѓа. И ако во центарот на твоето битие, ако твоето срце е центарот на твоето битие, тогаш верата е внатре во него. И јас би сакал да на еден символичен начин, како да го кажам тоа, илустративен начин. Ако може, јас сакам да се молам за нас. И некако, не дека нешто е заради оваа служба или заради оваа проповед или заради сите убави работи што ги кажавме, али нешто има кој што јас верувам дека ќе се заживее. Ја би сакал во секој еден од нас. И да дојде тоа еден нов бран на вера или ново искуство на верата. И за да не биде само знаењето што сме го имале, него нешто кое што ќе направи со тебе дури вечерва да направиш одлука или нешто кое што ќе го смени текот на твојот живот или текот на настаните во твојот живот. Може да ја ставите раката ваша врз срцето таму кај што е верата. И јас сакам да се молам за вас. И може би уште сега некој ќе почувствува нешто што не си го почувствувал многу долго време или пак нешто ново кое што не можеш да го објасниш. Океј, јас ќе се молам и ќе очекуваме не заради она што јас го зборувам, него заради присуството на Светиот Дух помеѓу нас. Заради неговото присуство, заради неговата желба да не придвижува. Ја верувам дека нешто ќе се случи во тебе. Господи Исусе, јас ти благодарам за твојата жртва. Фала ти што умре за нашите гревови, фала ти што ги тргна од нашите животи, фала ти што ги тргна од нашата историја, од сите забелешки што некој може човек да не ги даде, ти ги избриша. И фала ти што воскресна, за да не оправдаш, за да бидеме праведни, оправдани, изчистени, и за да можеме со смелост да приоѓаме кон престолот на благодата и со смелост да бараме нешто од таткото. Истовремено ти благодарам за верата што ја стави во нашите срца. Фала ти што таа вера е подарок од тебе, Господи Исусе. Бидејќи ти си авторот на верата, ти си усовршителот на верата што е во нас. И сега се молам и барам да ти, Свети Душе, на посебен начин да ја допреш и да ја раздвижиш верата што е ставена во нас. Јас зборувам огин во нашите срца.
Јас зборувам разбудување во нашите срца, разбудување на верата, да ги гледа нештата, да ги гледа работите од Божјото царство, да може преку вера да го гледаме спасението на нашите браќа, сестри, родители, комшии. Преку вера да гледаме промена во градот во кој што живееме, во државата во која што живееме, за спасение на сите луѓе околу нас. Јас барам и се молам за потик од таа вера, да ни дава мисли, да ни дава креативност, да ни дава тек на размислувања. Фала ти што потикнуваш во нас вера за работите што доаѓаат. Фала ти што потикнуваш вера за да газиме врз нешта, врз отровни работи. Фала ти што ни даваш вера да веруваме дека ништо нема да ми биде. Дека ништо нема да ми се случи, бидејќи ти си мојата заштита. Да веруваме дека непријателот не може да не попречи во плановите. Дека ќе живееме и дека ќе го прославуваме нашиот Господ. Дека ќе има радост наместо тага. Дека ќе има праведност наместо лаги. И дека ќе има мир наместо војна. Ја поттикнувам таа вера која што е во нас да не придвижува, да биде двигателот, да има повеќе работници, да има повеќе мисионери, да има повеќе двигатели и носители на добрата вест. Свети Душе, фала ти за чудесното придвижување во нашите срца, во верата која што ја имаме во нас. Се молам за секој еден човек во оваа просторија, се молам за секој еден верник во Скопје, се молам за секој еден верник во Македонија и се молам за секој еден кој што е на пат и кој што е на добар пат да те запознае Тебе, Господи Исусе. Татко, фала Ти во името на Исус. Амин. Амин. Вау.